Колку и од кого најчесто до вас стигнуваат представки за дискриминацијски говор во јавниот простор врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет? Во текот на 2022 година најголем број на представки се однесуваат на дискриминирачки говор, посебно во сферата на јавното информирање и медиумите, односно социјалните мрежи. До овој момент имаме примено над 36 представки, што е околу 40% од целокупниот број на представки поднесени до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Најголем дел од нив се однесуваат на дискриминачки говор на социјалната мрежа Facebook. Најчесто тие представки се поднесуваат од невладини организации кои ги застапуваат овие групи. До сега Комисијата има постапено по сите представки кои се поднесени до Комисијата, има утврдено дискриминација во 12 случаи. Граѓанскиот сектор ви забележува дека барем во минатото оваа комисија немаше висока репутација во однос на постапувањето по предмети и случаи на дискриминација. Кажете ми дали се обидувате ова да го поправите некако? Да, една од главните стратешки цели на комисијата е да ја врати довербата на граѓаните во оваа институција и за разлика од претходните комисии, нашата комисија постапува според законот, а во законот сексуалната ориентација за прв пат е спомената, така ние само си ги остваруваме нашите законски надлежности врз одредена професионална основа и професионална објективност. Дали комисијата самата ја гледа дискриминацијата во јавниот простор? Всушност, прашањето е дали самите можете да реагирате без при тоа да добиете представка од некого? Можеме самите да реагираме, имаме таква законска надлежност, сме реагирале во неколку случаи, сме ги разрешиле. Еден најпозитивен пример е случајот со ученичката со Даунов синдром во училиштето во Гостивар. И имаме уште неколку случаи, сме повели за дискриминирачки говор, исто така сме повеле постапка по службена должност. Но обично тие постапки ги поведуваме кога ќе видиме дека со оглед на тоа што имаме ограничени ресурси, мораме многу предпазливо да ги бираме случаите по кои поведуваме постапка по службена должност. И обично тоа е кога ќе заприметиме дека одреден случај во медиумската сфера или во јавноста добива се поголемо значење и може да се претвори во нешто по-страшно. Тогаш се одлучуваме, на седница одлучуваме дали ќе поведеме, после дебата одлучуваме дали ќе поведеме постапка по службена должност или не. Каква е потоа судбината на она што вие ќе го утврдите? Дали често овие предмети завршуваат на повисоки инстанции, на судови и така натаму? Всушност, каква е процедурата? Како што ви кажав претходно, доколку не бидат спроведени препораките, ние имаме право да поведеме прекршочна постапка. До сега имаме поведено околу 10 прекршочни постапки, меѓутоа нашата улога завршува до поведувањето на прекршочната постапка. Од тој момент натаму судот е оној кој одлучува дали постои прекршок или не. Во исто време треба да нагласам дека исто така судот одлучува дали нашето мислење ќе го земе за релевантно или нема да го земе. Значи ние имаме праг до поведувањето на прекршочната постапка, можеме да се јавиме како пријатели на судот во случај доколку судот сака од нас да образложиме за делото на дискриминација. Од граѓанскиот сектор исто така забележуваат дека голем дел од овие предмети немаат конечна финална разврска. Што мислите околу тоа, како може тоа да се подобри? Дел од нив имаат конечна разврска затоа што дискриминаторите ги спроведуваат препораките, сме добиле неколку извинувања, сме избришале постови во поглед на дискриминирачки говор и така натаму, а дел не се спроведуваат нажалост. Како што ви кажав, поведени се неколку прекршочни постапки, тоа останува на судот, иако имаме ние некој мал проблем со поведувањето на прекршочните постапки, но тоа е друг предизвик со кој треба да се соочиме.
Сметам дека треба повеќе да работиме на превентивната улога и да ги информираме и подучиме граѓаните на последиците од таквиот дискриминирачки говор, затоа што нашата комисија не е формирана комисија за да казнува, туку да ја промени културата на однесување помеѓу граѓаните. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас.